Деветмината пожарникари од Тетовската територијална противпожарна единица 4 дена се на спасувачка мисија во турскиот град Адијаман, кој беше еден од силно погодените градови од разорниот земјотрес која зафати земјата утрината на 6 февруари. Командирот на Тетовската противпожарна единица Авни Амети во телефонска изјава за нашата телевизија вели интензивно се трага по преживеани под урнатините. Да, тетовските пожарникари тука се наоѓаме во Адијаман, 9 припадници од Тетовската противпожарна единица. Тука се вклучени и ДСС и сите пожарни во цела Македонија. Вчера, фала Богу, извадивме жива жена, 38 годишна жена. Уште трагаме по луѓе во што се по урнатините, али денеска имам многу жртви што извадиме од урнатините, многу долго време помина. Се снаоѓаме многу тензично, многу напнато е ситуацијата тука, се знае дека луѓе го седат и ги чекат неговите роднини надвор како ќе излезат. Денеска и големата механизација влеголе во тие објекти за да ни биде полесно малце. Али тоа трае, ќе видиме, може нередниот ден или сат утре ќе се вратиме дома. И 12 члената екипа на Дирекцијата за заштита и спасување од Тетово работи во Адијаман. Како доброволец пак да помага во потрагата по преживеани во Турција, замина и тетовскиот алпинист Надир Мурсели, кој од завчера е во Кахраманмараш, каде работи со екипи од други држави. Освен спасувачки тимови за Турција и Сирија погодени од катастрофалниот земјотрес, пристигнува и друга хуманитарна помош од многу земји ширум светот, меѓу кои Македонија и градот Тетово, во кој предвадена беа отворени пунктови за донации на ќебиња, облека, обувки, конзервирана храна, средства за хигиена, на кој одзивот за таква помош беше голем кај тетовчани. На пунктовите на градскиот плоштад во Тетово, како и во спортската сала на Тетовската гимназија, граѓаните ќе можат да донираат до 21 февруари. Инаку, катастрофалниот земјотрес во југоисточна Турција и делот Сирија остави огромни последици. Досега се загинати над 20.000 граѓани, а голем дел од погодените градови и области се со уништена инфраструктура.